Многумина мислат дека Мини е градски автомобил и дека треба да го паркираш пред кафуле и готово се заврши работа. Меѓутоа, Мини е и тркачки автомобил. Целото волшебство на Мини е во возењето, во чувството во возење. И така и сега. Доволно е човек да си постави мал повод, да пиеме кафе во Охрид и поаѓаш на пат. Меѓутоа не е целта пиењето кафе, туку патувањето до Охрид. Без разлика што сега не е времето за патување. Има многу историја во овој малечок автомобил. Не е поентата во тоа што е малечок и скап, туку поентата во тоа што го умее овој автомобил и во тоа што го има постигнато. Мини не е почнат како премиум бренд, напротив, почнат е во времето на масовната моторизација во Британија, општо во Европа, во 50-тите години. Меѓутоа, целата историја на Мини се темели врз инженерската одличност на сер Алеки Сигонис. Британската кралица го има прогласено за сер токму поради тоа што го има создадено овој британски автомобил, што денес е дел од групацијата BMW. Што е Мини во основата? Тоа што е Cinquecento за Италија, Dolce Vita. Тоа што за Германија е Volkswagen Буба, Volkswagen Кефер. Тоа за Британија е Мини. Тоа е бран на тие автомобили. Меѓутоа, британците се паметен народ. Сите се одушевуваме на британскиот хумор, на тоа што британците го прават различно, меѓутоа се разликата е во тоа што имаат малку поинтелигентен пристап. И затоа Мини изгледа вака денес, кој што во голема мера се темели на оригиналниот Мини од завршетокот на 50-тите години, од тие години на економскиот бум. И тоа што е Volkswagen, споредите го Volkswagen, значи едно големо германско автомобилче кое што е направено да пробива насекаде, или едно италијанско автомобилче Cinquecento кое што те развесела, те насмејува кога ќе го погледнеш, ти го разубава животот, и еве го Мини. Мини нешто додава, нешто балансира, постигнува совршена рамнотежа меѓу германската прагматичност и меѓу италијанската Dolce Vita. Значи, да, развеселува, го има хуморот, го има британскиот хумор, меѓутоа сето тоа е направено отмена. И да не зборувам многу, одиме натаму. Тоа беа прекрасни кадри од возењето до Дебар, па понатаму до Охрид, еден ден по големите снегови кои што навистина не изненадија оваа година во октомври, во почетокот на октомври не се. Тоа што нас не интересира е како ова Мини вози по стандардната тест рута на Автомедија. Сега е првиот дел, возам преку Арачиново и Куманово за Страцин. Да видиме како функционира погонот. Стартувањето секако со овие кип прекинувачи, тоа е многу својствено за Мини. Одиме. Ракувањето е со степените на овој прекинувач, кој што е, да, навистина чуден, меѓутоа денес се е различно од тоа што сме навикнати на класиката. Тука може едно добро забрзување. Стотка. Да, некои 200. Станува збор за основната моделска изведба на Мини Купер. Мини Купер
C со 156 коњски сили, над неа има Мини Купер S кој што има 204 коњски сили и над тоа следи Мини Джон Купер Works кој што има 224 коњски сили. И тоа се трите изведби кои што во моментов се нудат и веројатно ќе остане на тоа. Дизел секако нема ни хибрид, има чисто електрична изведба, тоа веќе со генерации наместо. 1.5 литарски мотор, 156 коњски сили во комбинација со 7 степен менуа со двојна спојка. 7 степен автоматски менуа со двојна спојка. 3 цилиндри. За трите цилиндри нашата сцена е многу убаво истренирана да паничи за се што има 3 цилиндри. 3 цилиндарските мотори не чинат, слаби се 3 цилиндри, не знам какви се има предрасуди во тој поглед, меѓутоа најдобрата оцена, најверојатноста оцена за тоа какви се навистина денешните 3 цилиндарски мотори по повеќе од 20 години, трета деценија веќе се практикува даунсайзингот и 3 цилиндарските мотори се значи дел од сцената, неизоставен дел од сцената, денес многу повеќе од колку порано. Ми го даде прекрасната дама со која што патува вчера и при секое поаѓање од патарина неа ја остави впечаток колку силно и суверено, рамномерно повлекува Мини. И таков беше и коментарот, колку добро влече. Јас си кажувам дека има 3 цилиндри, ништо не значеше дека се 3 цилиндри. Технологијата денес е напредувана до таму што 3 цилиндри, значи треба веќе одамна да беа ослободени кај нас од тој товар дека ова Мини вчера динамично го возев, значи тоа се свијоци до Дебар, бара често забрзување, забавување, тоа не е еднолично возење по автопат. Потрошувачката одвај дека се качи над 6 литри. И тоа е најдобриот доказ за ефикасноста, за делотворноста на 3 цилиндри. Значи, 3 цилиндри се направени, ете го повлекувањето. Еве го. Значи, тоа се случува кај 3 цилиндри. Моторот патем е ист голем број компоненти, дели со 4 цилиндарските и 6 цилиндарските мотори на BMW. Зошто? Затоа што BMW уште пред повеќе генерации, значи подолго од 10 години, го воведе тој модуларен систем на производство на мотори. И што значи тоа? Тоа значи дека се поедноставува. Моторите на BMW, на групација BMW се скапи. Не се тоа мотори кои што се прикрпени и стари се, не знам, 30-40 години, туку се современи актуелни мотори кои што се доведени до технолошки врв BMW. И овој мотор, значи со 3 цилиндри, користи голем број заеднички компоненти. Што значи тоа? Лежишта, вентили, седишта на вентили, машини за изработка на компонентите, за брегасти вратила, добро, тоа се добавувачи, меѓутоа и нив им се поедноставува производството. Со тоа што се користат, значи исти, да речеме, калапи. И работната зафатнина на цилиндар секогаш е 500 кубни сантиметри. 3 цилиндри 1500, 4 цилиндри 2500. 5 цилиндри нема. Моторите, 6 цилиндарските мотори, секако линиски 6 цилиндарски мотори BMW, имаат работна зафатнина од 6 литри. Понатаму 8 цилиндарците веќе се друга приказна. И се постигнува, значи инженерите на BMW уште тогаш укажаа зошто ја користат таа работна зафатнина од 500 кубни сантиметри по цилиндар, затоа што тоа е оптимумот меѓу перформанси и потрошувачка. И тргнав за повлекувањето. Тоа што е одлика на 3 цилиндарските мотори е токму подоброто повлекување при од ниски и од средни вртежи во споредба со 4 цилиндарски мотор. Сега, убавата работа на BMW е тоа што овој мотор врти до 6500 вртежи и не е придушен 3 цилиндри, 230 ньютон-метри за брзување 7,7 секунди. Под 1,3 тон тежи и 1260 чинам без возач. Според денешните мерила тоа е лесен автомобил и се чувствува, значи, оваа машина е создадена за да вози динамично.
Тргнато е со идеја да вози динамично. Во основа колава е тркала и покрив. И мотор, секако и оски, да, тркала. И тоа е се. Се друго е споредно. Багажник, хауба да имало голема. Се друго е според широка трага, кусо меѓуоски на расстојани, иако е долга во споредба со должината на каросеријата, одвој дека има 3,9 метри должина, преку 1,7 метар е широка, ширината на трагата е 1,5 метар. И тоа е фантастично широка трага, се издадени многу повеќе тркалата, отколку што се кај други возила во споредба со габаритите, со димензиите на возилото. Тоа е еден од предусловите за динамично возење, мултилинк задна оска секако, и таму се користат голем број од сознанијата, искуствата и компоненти од BMW. И напред стабилизаторот е влежиштен во пред напрегнати лежишта. Што значи тоа? Тоа ви исто како преднапрегнат бетон. Значи, арматурата е затегната и потоа се лее бетонот, не знам, сега не се разбирам јас многу во градежништво, меѓу тоа значи дека стабилизаторот е повеќе стегнат и во основа не дозволува да се појави на почетно наведнување во свијоци. Значи, Мини е, да, целата суштина, целата сцена одамна знае дека Мини е go-kart feeling, чувство како да се вози картинг. Управувањето е врв, значи BMW секако, има вмешано прсти, се е BMW, се што работи тука е иста платформа, иста техника со новата серија 1. И управувањето е електромеханичко, значи секако многу придонесува за чувството во возење, мазно вози и тоа што ми се допаѓа, комфортно вози. Посебност на Мини се experiences, искуство во возење, значи не е modes, туку се искуство во возење. Стандардно доаѓа со 4 режими на возење, значи може да се добијат 7 вкупно искуства за возење, односно режими на возење. Еве и се ракува преку овој кит прекинуваш, многу згодна работа. Уште оригиналниот Мини беше препознатив по тоа. И интересна графика. Значи тоа е целата работа у Мини. Што е поентата? Мини ги прави овие работи, овие стилови, играчки, за мене се играчки, меѓутоа за помладите генерации. Значи тоа им значи, секако да, е забавно, меѓутоа зошто го прави тоа Мини? Прави за култот на Мини да биде повидлив, поочигледен. Постарите генерации знаат дека Мини е тркачка машина, дека има победувано на рели, дека Мини како тим има победено и на 24 часен Нюрбургринг, и тоа се запнати, посветени луѓе за автомобилизмот, автомобилски ентузијасти. Go-kart, односно спортски режим кај други марки, секако го смени и ја смени чувствителноста на преносот, па сега ги задржува во повисок степен. Добро, да, имам колку ньютон метри во моментот се активирани и колкава моќност. Тука имам странично забрзување. Бројач на вртежи не успевам да видам. Ајде го. Добро, ми треба малку повеќе време да поситна малце. Сега следи едно забрзување. Го прикажува, значи, страничното забрзување. Стотка. Тука е дозволено. Да, толку да не си предизвикуваме. Еве ги трите цилиндри. Да, навистина убедува моќта. Овие 3 цилиндри функционираат различно од 3 цилиндри кај некој производител кој што гледа да направи колку подостапен автомобил. Мини Купер C чини 32.190 евра, меѓутоа има понатаму уште нивоа на уредување и има уште пакети на опременост, така што овој чини далеку над тие 32.190. Секако Мини е премиум марка и е
безцелно да се коментира за тоа дека било скапо или да е скапо, меѓутоа има причина зашто е скапо. И тука сум по Страцин, завршетокот на првата рута. 5,9 е исходот од ова возење, 68,5 километри, 5,9. Следно да видиме природната средина каква е на ова мини. Возните својства од Кратово нагоре. Да, оваа динамика секако дека е далеку над просечна, меѓутоа поради тоа што го задржува во повисок степен, нема можност да префрлам во трета, немам никаков приказ, значи се појавува тоа пролезгување. Заврши и втората делница. По пробиштип имам 6,2 просек, 33,4 километри имам поминато, 6,2 литри просечна потрошувачка, со тоа што е комбинирано од спуштање, значи спуст од Страцин до Кратово и понатаму подинамично возење од Кратово нагоре кон пробиштип. И тука завршува третата делница од стандардната тест-рута на Автомедија. Тука сум кај Велес. 4,0 е просекот и останува качувањето на Ветерска. Да видиме колку овие 3 цилиндри ќе имаат проблем со накорнината на Ветерска. 130, сет. Само што не се забрзува. Не чувствувам дека нешто премногу крева паника погонот околу на корнинава. 70 нека биде и сега. Еве, значи никаков проблем. Сепак со 1300 килограми 230 ньютон метри за играчка. Еве го забрзува, значи без проблем. Уште кусот до потврдувањето на изненадувачката штетливост на мини и по оваа накорнина, благодарејќи на тоа што е полесен, помалечок, понисок, по БМВ-овски, вредност од 6,4 литри. Тука не запирам, значи на местот, еве, тука токму пред да запрам, каде што обично запирам, е 6,3.
Мини во најдобро светло или во домашна средина на дождливо време. Формата е препознатлива, Мини. Не може да се утне дека ова е Мини. Секако тркалесните светла се најмоćното обележје на дизајнот и овие надувани крила и овие влабнувања во хаубата. Тоа секако е неодделиво од појавата на Мини. Куса хауба заоблена, па секси заоблена. Исправен ветробран, кус, ветробран, односно низок ветробран. И ова исто е детај кој што денес не се забележува, значи жлеп. Некогаш автомобилите го има овој жлеп, олуци за дожд. Значи и тоа останува како стилска препознатливост. Назад се надувани крилава со смисол, затоа што треба да ги вдомат овие тркала, кои што се издадени затоа што има широка трага Мини. Ево и тука се забележува фантастично. Покривот е опција, двобоен, значи двобојната каросерија е опција и прави, нагласува динамичната форма на Мини, го прави изгледот да биде уште подинамичен. Од кој агол и да се погледне, се препознава Мини. Јасно е дека тоа е Мини, формата е таа, цртажот е тој, меѓутоа се препознава дека е најновата генерација. Некој може ќе забележи дека изгледот не е толку накитен како во претходните генерации, меѓутоа тоа е општиот тренд денес. Ова е исто дел, маска во некоја сатен нијанса, е обична изведба. Тоа е дел од Favorite Trim, односно од Favorite уредувањето. Уште бројни детали, тркалата се од 18 инчи. Да, тоа е убав потек со жлебовите што го цитираат историскиот, оригиналниот Мини, меѓутоа се премногу плитки и кога ќе се напомни, значи, како што се сливаат капките, така и паѓа сега. Веројатно треба да се внимава, повеќе навикнуваат луѓе, но и тоа не е ништо страшно. Несомнено е дека станува збор за премиум автомобил. Појавата оддава впечаток дека станува збор за премиум автомобил. Не му е потребна димензија за да убеди дека ова е скап автомобил. Изработката некаде има некои споеви, тука например побегнала малку спојот на браникот со крилото, меѓутоа рамномерен е преводот од метал во пластика, тоа е во ред. Сјаевите се тенки, релативно тенки, тесни зјаеви, се гледа тука и убаво заптивката како налегнува, за да добијат другото и заради струјањето на ветрот. Не се гледаат, не се оставени додатоци каросеријски да висат, не се забележува како се присврстени, тоа е добро. Зјаевите се рамномерни, еве го и тука истото малку побегнало, и ето ништо тоа не менува. Да. Во поглед на завршната изработка, се додека се гледа овој волан, BMW-овски волан, и оваа облога која што личи како платно, како лакост мајчка. И на вратите исто, и во овој огромен дисплеј, и во боксот во средина, се додека на тоа ви се сведува погледот и допирањето, се е во ред. Тоа не значи дека е нешто катастрофално со остатокот. Воланот навистина е одлично изработен. Ова е материјал што чинам дека BMW го нарекува винилин, повикувајќи се на анилин кожата, која има многу пластика, која што е тврда пластика. Ето тоа што сега па да се забележува за тоа. Да, ова е цврста пластика, се релјефна. Облогите на столбовите не се ефтино изработени. Тоа е 100% 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 100
по-внимателен е изборот, таванот исто е го изработен и овие држачи, па ова веројатно некој рециклиран материјал, некоја пена е, некој полиуретан е. Не е нешто многу најубедливо. Добро, ајде. Држачи, односно рачки за отворање на вратите се во ред, може да оддаваат подобро чувство малку, значи чисто субјективна забелешка. Во средишната конзола има тука вградено малце, направено, пуштено е душа и ова рамка околу прекинувачите е нешто повнимателно избран материјалот, исто има и тука некоја површина која што е сјајна, пијано. Прекинувачите се вред, да, мощно се скапо се изработени, некаква гумирана е пластика, не е непријатно чувството, но ајде, седиштата се BMW-овски, кога ќе ги погледнете, препознавате BMW, препознавате дека ова е BMW автомобил, односно мини. Меѓутоа, ете, трет ден сум денес со минито и не забележав, навистина, не забележав дека нешто ми пречи овој материјал. Значи, колку да најдеме некаква забелешка. Се труделе луѓето, ова, на дамите им се допаѓа овој елемент, оваа лента, тука што изигрува трет крак на воланот, исто и тука се повторува, истиот материјал, значи, од ова некоја сина варијанта, се повторува и тука на јамката за отворање на преградата, таа е добро изработена. Тоа е скапа изработка. Тука има некој прстен. Не би забележал нешто премногу, напротив. Напротив, е над просекот, дефинитивно е над просекот, се чувствува премиумот и тоа со материјалите. Меѓутоа, вниманието, како што спомнав, го привлекуваат три работи. Воланот, кој што е навистина скап волан, BMW волан, овој дисплеј кој што е цел филм и треба цело видео да му се посвети само на овој дисплеј и овој материјал кој што е рециклат, меѓутоа е убаво. Пријатно изработен и се чисти, има напоменато, го има и во BMW. А за завршната изработка секако не смее да се заборави заднинското осветлување кое што е вградено во самата облога и создава посебен ефект. Тука веќе може да се вклучи go-kart режимот. Ето го. И се мести на поинаков начин на работа, на мини начин на функционирање на нештата. Меѓутоа, дури и при мала брзина се чувствува промената во местењата. Преносот секако работи го задржува преносот повисоко, го задржува преносот. Чувството на воланот е различно, меѓутоа и системите за асистенција исто така се префрлуваат на работа во спортски режимот. Не се, тука може постигнува. Да. Ете го, веднаш, значи, неверојатно. Ме изненади колку повлекува. Веќе е тоа што не ми се допаѓа е отсуството на можност за рачно префрлување на степените. Затоа што јас тука би одбрал понизок степен. Значи, дори во go-kart, да, оваа динамика секако дека е далеку над просечна, меѓутоа поради тоа што го задржува во повисок степен, нема можност да префрлам во трета, немам никаков приказ, значи се појавува тоа пролезгување. Исто како кога ќе влезете во свиок со превисок степен. Сега на правциве не спеам многу да притискам, затоа што би било тоа веќе лудување. На излез од кривина има далеку. Еве го. Меѓутоа пак имам чувство дека е степен повисока и поради тоа може да се појави тоа пролезгување, да. Можно е да се интервенира, значи без доплата може да се префрли во L. Значи, тоа е обично за спуштање по надолнина, меѓутоа не менува ништо. Секако дека тоа е достапно како пакет во John Cooper Works. Има 4
или чинам 5 нивоа на уредување, значи не е само дизајнот, туку и ставки од опремата исто така доаѓаат со тоа, значи има и овај favorite ниво, 4-ти степен над Core, 4-ти степен, по него има повисок само John Cooper Works пакет, каде што верувам дека има и можност за рачно менување на степените. Сега треба да оставиме малку простор за овие пред нас да одминат, затоа што инаку брзо ќе ги стигнам. Еве, со 60, тука е константна брзина на горнина, 106 Нм се потребни за да се совлада и е добро, сега малку притиснав, 20 киловати, значи за да се совлада оваа на горнина, која што верувам дека некаде околу 6%. Е, сега да видиме, се уште. Сега го префрлим во втор степен, меѓутоа не го задржи. Не. Далеку е над просек, да ќе видиме колку сме побрзи. Не е колку е повисока динамиката, значи во споредба со нормално возење. Тоа е вистинската динамика, меѓутоа денес е оптоварен патот и сега го не треба да се лудува. Значи да, дефинитивно е присутно уживањето во возењето и подвозјето го гради, во голема мерка го гради чувството во возење, значи филингот мини, чувството во мини во голема мера се подпира врз подвозјето. Мултилинкот назад, ниската тежина, секако напредното водење на предните тркала. Меѓутоа, за да се ужива вистински во возните својства, значи во следното ниво на возни својства, кога човек ќе биде посигурен дека нема да се појави мало пролизгување во свијаци, поради тоа што преносот е превисок, сепак е добро во тој случај да се побара опција за рачно менување на степените. Секако тоа е за фанови, тоа е за фанови кои што и без тоа веројатно би посегнале по изведба John Cooper Works, JCV или така преку полна линија, добро. Се покажува супериорноста на подвозјето, на супериорноста на инженерингот во мини. Значи не е поентата во тоа, како што и кажав во почетокот, не е поентата во тоа мини да биде малечко автомобилче и да биде скапо автомобилче со некои украси, шарени и слично, туку поентата мини е во возните својства и во уживањето во возењето. Мини, тоа го прави мини. Во поглед на просторноста, напред има простор колку што ти душа сака. Напред. Вратите секако како за возило со две врати се широки и при излегување, односно при паркирање мора да се внимава да се остави простор доволно. Да, просторноста напред е одлична. Широк е. Мини, 1735 мм чинам, нема никакви пречки, со тоа што седењето е многу блиску до совозачката нормално, тоа е едно од убавите работи во мини. Ветробраната е многу понапред, во споредба со претходните генерации, исправена аглите се исти како кај оригиналниот мини, односно уште кај втората генерација исте аголот. Значи, исто е чувството. Се губи во вратата, многу од ширината, отпаѓа на вратата, затоа што тоа е сепак зона за заштитна зона при страничен судир. Многу ниско се седи, секако и тежиштето е ниско, тоа е целата поента на картинг чувството. Напред е тоа. Во вратите нема многу джебови, нешто многу длабоки, одвои дека нешто, да, собира шиша, од литар веројатно или 750 мл. Овој вториот дел од джебот одвои дека е искористлив, тука нешто ќе се постави и ќе се заборави. Јас би забележал за тоа што ми не достига, значи би сакал да има простор, подлога,
предвидена во облогата на вратата, каде што ќе се подпира коленото при подинамично возење. Значи, да, би требало да има овој дом, ако повеќе продолжен. Посебноста е во ова бокс, мини бокс, која што е дел од пакетот. И има функција, значи не е тоа финта само што им текнало, че ќе го изведеме тоа различно, туку со оваа мини бокс се постигнува средишната конзола во делот меѓу седиштата да биде понизок и со тоа да не го стеснува премногу просторното чувство. И изненадувачки има многу прегради, тука да, ова е безжичен полнач за телефон, собира тука патем и два телефони, може да се сместат, има и некој ластик, не знам каква му е плюс функцијата за тоа. Подпирачот за рака исто така е изведен на начин што не одзема премногу простор и паметно е направен овој мини. И како да не обожува човек две врати. Сосем различно чувство. Седнување. Многу поубаво. Многу поубаво чувство. Сега да видиме како изгледа седнувањето назад. Ќе се обидам да направам мала екзибиција, добро, не се прицврстува овде седиштето. Добро. Веројатно нема да ми најде некој автомобил. Во меѓувреме, и да видиме. Па има простор. Навистина има простор. Да, доколку возачот напред не е толку лаком и е подготвен да жртвува својот простор, навистина се седи. Не помнам дека во некој мини се седело толку комотно назад. Широко, покривот добро, не е нешто премногу ниско да паѓа, меѓутоа далеко од тоа дека човек нешто ќе се жали премногу, па ќе раскажува после наоколу како му било тесно назад во мини. Да. И тоа е уште едно изненадување. Браво, мини! Багажникот е најневажната работа тука, затоа што нели утврдивме дека мини е тркала и покривка. И што вели тоа? 210 литри. Не е толку висок прагот. Да, има тука цврста подлога, окей, носи багаж. Повеќе товар ќе издржи ова, значи тежина на куферот колку во некој автомобил со двојно поголем багаж, и има доле исто дополнителна преграда која што е убаво обложена, значи тоа ми се допаѓа, што сега вистина е дека немале многу површина и нешто за обложување, меѓутоа фер е тоа што се обложени овие куси, меѓутоа постоечки страници кои што би се оштетили инаку, и соборувањето, видиме, толку мини. Да, за да се добие рамна површина, целосна рамна површина може да се намести на две висини, ете е втората висина, и тоа е коматно, тоа води таму некаде, и ете си се лизга фино, убаво, да, не се премногу тесен, значи не навлегуваат под крилата премногу, не одземаат, има задоволителна ширина на вистина, значи доколку се соборува задната клупа, би било добро да постои една врвка, па да се повлече подпирачот да се исправи. Тоа што ме изненади кај мини, што остава впечаток, секако не е прашање дали мини вози добро, дали има добри возни својства и дали го има чувството на гокарт. Прашањето беше дали има комфор. Претходните генерации на мини секогаш има одредена жртва, мала жртва во комфорт, за да се постигне поголема возна динамика, да се пренесе колку е можно повеќе тоа чувство на картинг. Мини би го квалификувал како штраф. Германците го нарекуваат штраф, значи не штраф како ние што го нарекуваме штраф, туку штраф во смисол на стегнатост. Стегнато подвозе. Значи не тврдо, не круто, туку стегнато подвозе. И тоа ќе ви се допадне. Значи во возењето има мазност. Наистина има мазност. Нема вибрации, нема нешто премногу. Значи мазно, фино ви е чувството во возење. Секако е спортско возење, го имате чувството и чувството на мини, и кога возите со, тука со 80 на час,
И да не зборувам премногу, да видиме што ќе се случи на најстрашниот пат во Македонија. Значи, тоа некаде во светот служи како тест патека за тестирање кога развиваат нови автомобили, кај нас тоа е нормален пат. Делот по Крупиште кон Штип. Тоа е озлогласениот пат по комфорот. Се јавуваат звуци кои што укажуваат дека се случува нешто долу, меѓутоа сето тоа е добро предучено, значи сепак е крута каросерија и добра изолација. Оваа реакција што се појавува, значи овие потреси мали и поправувањето, подвозјето во каросеријата, сето тоа е далеку од претходни генерации на Мини Купер и секако е многу над нивото на обичен градски автомобил. Ева го тој дел. Не е ова непријатно, далеко од непријатно, значи со други возила тука обично дури сум морал и да ја поднабавам брзината. Тука се појавува и мало клатање на каросеријата, мали потреси, меѓутоа минимално. Да, на ова ниво, на брзина, се чувствува, повеќе се слушаат струењето на ветрот, меѓутоа нормално струење. Мини, кој што многумина го мислат градски автомобил, може со ова однесување по автопат, секако и овие нерамнини што ги прима од автопатот, доколку беше круто подвозе, многу погрубо ќе реагираше. Че во поглед на комфорот на подвозјето од превозење по автопат, во поглед на реакцијата на тие нерамнини кои што ги има секоја изработка на автопат и во поглед на нивото на бучност, Мини не гледам дека некакви ограничувања поставува за патување на подолги релации. Напротив, универзален автомобил. За ракувањето е веќе јасно. Мини веќе со генерации внимава на тоа да внесе посебен печат во ракувањето и со тоа да му даде дополнителен шарм и дополнителен култ на основниот култ на Мини. Тоа се прекинуваше и логика која што е присутна во целата понуда од модели на групација BMW и Мини. Не изгледаат премногу скапо, меѓутоа функционираат. Може би овие контроли тука би требало да бидат малку покрупни, основните контроли, преку кои што се пристапува до вентилацијата, односно климатизацијата, до радиото, хоум, навигација и телефон. Системите за асистенција ми се допаѓа тоа што е интуитивно, природно е изведено следењето на брзинските ограничувања. Значи, во моментов возам со 77, дозволено е 90 тука, значи се што треба да направам е да притиснам на сет и темпоматот ќе си ја прифати брзината од 90. Понатаму, како што ќе се зголемува брзинското ограничување или намалување, потребно е само да се притисне на сет и ќе си ја преземе сам брзината и тоа улеснува. Е тоа што отсуствува како посебно копче Automatic Hold. Значи, за да стои возилото во место пред семафор, за да не мора да притискате на сопирачки, мора рачно да се вклучи и ова, меѓу другото, укажува на рели наследството на Мини. 4 млазови, 5 млазови посебни го прскаат ветробранот, 6 поточно. Тоа е најкорисниот прекинувач
значи за брз пристап до системите за асистенција, односно за исклучување или вклучување на предупредување за брзина, за пречекорување на брзина, за напуштање лента, главните нешта што човек сака да ги фидбек преку воланот со каков интензитет одговара. Значи тоа е достапно веднаш на едно копче и тоа е за пофалба. Тоа е одлично. Тоа, впрочем, BMW го практикува веќе известно време. Нормално веќе има изобилство. Ова е многу нереална потрошувачка на тестот. Еве сега да видиме, многу детално може да се погледне колку е потрошувачката. Значи, од последното полнење горива, еве колку е. 6.0. Имам поминато 306 километри. Сум искористил со економично возење 10 км сум добил и траело возењето 6 часа и 19. Значи има многу. Да, може и тоа меѓу другото да си игра човек или да си го нагоди изгледот по желба. И заклучокот за тестот на Мини. Ова е кола со душа. Кола која што не се сведува на градски автомобил, на применливост на градски автомобил, туку има универзална примена. Зошто да не? Кога ќе погледне човек колку има британско, колку има посебност во ова Мини, па ќе посака да отпатува до Британија некогаш за да го почувствува домот на овој автомобил. Иако реално и германците имаат вмешано прсти денес за Мини да биде и воопшто да опстои како марка која што се уште е Мини. И посебноста е во тоа што па ве разобавува, ве усреќува. Тоа е како музика која што ве следи постојано. Ве зближува со патниците, со патничките со кои што го делите патувањето. Учествувате во патувањето, зближува. Не е возач кој што само ги превезува, туку патуваат сите. Сите се дел од возењето, од Мини, од возењето во Мини, од чувството на Мини. И тоа е убавината, и тоа го држи култот на Мини, па во овие повеќе од 60 години, 65 години патем, уште од првиот Мини. И во тоа е умешност да се задржи и да се одржи култот без да се менува. И без Мини воопшто да трпи имиджот, култот на Мини да трпи нешто од тоа што е дел од BMW групација денес. Напротив, групацијата BMW помогна Мини да ги доизгради оние темели кои што Сер Алеки Сигурнис ги постави со првото Мини. Да, е поскап, е премиум, има многу нешта што се посебни и што се Мини, значи не може да барате тука да прашате чекај што има опрема, не, далеку од тоа, е поскапо. Меѓутоа, германците се внимаваат на тоа и патем секако еден од важните пазари, секако германскиот, Мини автомобил што задржува вредност, значи инвестирате во него. Не е автомобил што губи вредност, туку ја задржува вредност. Тоа е добра инвестиција. И јас да не зборувам многу, се околу Мини одамна ни е познато и се станува само подобре. Мини не е автомобил за кој што треба нешто многу да се раскажува или дека човек допрва ќе дознае нешто ново, дури сега. Мини е автомобил што бара возење. Па, во тој случај, ајде, возиме. Чао!